Колкави се можностите на државата институционално и вонинституционално да се справи со проблемот семејно насилство? Во земјава проблемот со семејното насилство се уште е на високо ниво, особено кога станува збор за насилство врз жената. Владата на Република Македонија годинава преку кампања се обида да им сугерира на жртвите на семејното насилство навреме да го пријават проблемот кај надлежните. Не секогаш е афирмативно делувано во овој дел и најчесто ни кажува дека е зголемен обемот. Не, напротив, ние практичарите говориме дека станува збор за токму тоа, значи осознавање, стекнување на храброст и верба во институциите на системот и на крајот кришата да полесно јавување на и на телефонот или непосредно пријавување во центарот или во други институции. Унијата на жени на ВМРО ДПМН е синоќа во салата на општина Велес одржа трибина на тема Стоп на семејното насилство. Од Центарот за социјални работи велат дека во Велес бројот на жртви на семејно насилство веќе неколку години е на исто ниво. Се охрабруваат сите лица кои се жртви на семејно насилство да го пријават тоа во центрите, со тоа што стекнуваат доверба во системот дека може да им биде пружена заштита. И сметам дека не дека се работи за зголемено пријавување или зголемен пораст на насилството во нашиот град, меѓутоа сепак се работи за зголемен број на пријави кои што се охрабриле да го пријават, иако тоа во континуитет во последните години бројката се движи во константа, значи нема наголемување. Како на државно, така и на локално ниво, најчести жртви на семејното насилство се жените. Владата на Република Македонија донесе стратегија 2008-2011 за справување со овој проблем, чие ревидирање се очекува наскоро.